Почитувани граѓани, почитувани медиуми, пред да го кажам она што граѓаните очекуваат да го слушнат, предлагам да слушнеме еден аудиозапис кој денес излезе низ медиумите и граѓаните има шанса да го чујат. Во еден период се појави овој Баско на Демишкова брат. Совете ми даде што да правам пара. Значи он рече 6 милиони евра. 6 милиони евра. Викам марш, јас легувам во оваа работа. Но ова снимка се слуша она што целата јавност и граѓаните веќе го знаат, а ние го говориме подолго време. Дека сите пари од рекетот кои го зимале оваа претходна влада на СДСМ, велам претходна бидејќи паѓаат на 15 јули, завршувале директно кај Зоран и Вице Заеви. Почитувани граѓани, готови се. 6 милиони евра. 6 милиони евра е сумата која Зоран Заев ја бара и ја зема преку адвокатот Димишков, имено брат на судиката Димишкова. Зоран Заев е шефот на рекетарската група која го изврши најголемиот рекет за кој слушнала јавноста во Република Македонија. Претходно, во друг аудиозапис, граѓаните слушнаа како самиот Димишков вели дека Зоран и Вице Заеви забегале во барањето на огромни суми на рекет, односно дека барале 6 милиони евра и дека тој ќе се обидел да намали. Очигледно, по денешната снимка видовме дека Зоран Заев бил дециден и дека немал намера да намали помалку од 6 милиони евра рекет. Затоа предлагам и замолувам да ја чуеме онаа снимка од адвокатот Димишков, каде што објаснува за 6 милиони евра кои што ги побарале директно Зоран и Вице Заеви. Што ти кажам, тешка е работа. Веројатно ќе биде цифрата голема, многу голема. Ако не можеме, не знам што да правиме, да почнеме со што можеме, да почнеме да работиме. Ако треба нешто, ти кажав, стојам на располагање. Ако треба, не може женава нешто, можеме да најдеме, ако тој одобри, да се земат средства, да се заврши работа, ако како излезе, тој нека се речистува, нека преше добре. Ако одобри, тоа некаде ќе се движи. Иако што ми река, ама ја мислам дека ќе да може да разговараме и ќе ми ја намала нешто, дека тие многу забега, не очекував толку многу. Сега 6. Почитувани граѓани, во оваа снимка се потврдува дека Заев, односно Зоран Заев и Вице Заев диктирале која е сумата на рекетот која треба да биде платена. Повторно ќе кажам, готови се, фатени се, дека земале рекет. Дополнително, мораме да потенцираме дека Зоран Заев изгубен и избезумен, дека е фатен во најголемиот криминал до сега, јавно, на ТВ дуел со претседателот Мицкоски, ја лажеше целата јавност дека не го познава адвокатот Димишков. Предлагам да се подсетиме и на тој момент и да ја чуеме и таа лага на Зоран Заев за да биде се комплетно. Вие знаете кој е сестра на оној адвокат кој што бараше 6 милиони евра? Судиката Димишкова. Вие го познавате господинот Димишков? Не го познавам. Не го, сигурен сте? Сигурен. Добро, во ред. Да не излезе дека сте го познавале? Не. И дека сте се... А сега би сакал директно да им се обратам на така наречените рекетари, почитувани мафиози во обид, членови на кланот Заеви. Ви паднаа маските и ви дојде крајот. Повторно ќе ви кажам, готови сте. На грбот, на лагите кои им ги пласиравте на граѓаните, изрекетиравте, испокрадовте милиони и милиони евра од бизнисмени, недолжни граѓани и од државата. Ви дојде крајот и ќе одговарате. Разобличени сте. 15 јули е денот кога конечно ќе сватите дека оваа држава не е ваша приватна собственост, а вие не сте ставени во владата за да крадете и да рекетирате. Одговорност за ваков криминал мора да има и верувајте, ќе има, ќе ве стигне. Јавното обвинителство не ни очекуваме дека ќе отворат постапка за овој случај, бидејќи изминативе 3 години имаа стотина шанси да покажа дека не се по диктат на Заев, да го гонат криминалот, вклучително директно да го гонат Зоран Заев, но, за жал, и тие се негови соучесници во целиот криминал. Затоа, после изборите, после 15 јули, откако граѓаните ќе одберат обнова на Македонија и ВМРО ДПМН ќе формира влада, ве уверуваме и вас, ги уверуваме и граѓаните на Република Македонија. Секој што се огрешил пред законот, вклучително
и цело СДСМ и семејството Заеви што се вмешани во криминал, повторно потенцирам, ќе одговараат. Ви дојде крајот, готови сте. Благодарам.